Канцер не се лечи со парацетамол, па со реформи да го средиме судството. Добро упатените во функционирањето на судскиот систем во државава коментираа дека судскиот обвинителскиот совет се метастазирани и не постои можност за реформи со истите луѓе кои ја сведоа довербата на граѓаните на 2%. Адвокатот Сашко Дуковски години наназад цврсто стои на ставот дека овие два совети се дувло на корупција и треба веднаш да се укинат, а не да се реформираат. Тоа се тела кои што се исклучиво и само направени за тргување со интерес и за завршување на некакви работи на своји блиски, роднини, пријатели во судско-обвинителската фела. Ништо повеќе. Таму не можете вие еден карцином да го лечите со парацетамол. Значи не можете реформи да правите на нешто што е канцер со метастаза. Последниот скандал со членовите на судски обвинителски совет и нивниот упад во управниот одбор на академијата ја покажува само нивната желба за личен интерес и ништо повеќе, коментира адвокатот. Тој појаснува дека постојано истите луѓе се изјаснуваат дека се за владење на правото и почитување на законите, а всушност преку функциите само се завршуваат работи за нив и нивните блиски. Покрај тоа што членовите на советите седне и во управниот одбор на академијата, Дуковски потсетува на како што вели срамниот обид на поранешната директорка на академијата за време на избори да протне кандидати. Почетокот на тие будалаштини беше уште кога поранешната председателка на управниот одбор на академијата за време на избори се обиде да протне како би рекол, под наводници погодни членови членови на Академијата на суди и јавни обвинители, односно да бидат студенти, како би можеле потоа да бидат избрани како суди или јавни обвинители. Тоа е толку една ситуација карциномизирана, немам друг термин, кој што сметам дека никаква реформа не може тука да помогне. Судирни интереси, непотизам, корупција. Години наназад судскиот систем тоне, а довербата на народот е сведена на само 2%. Меѓународната заедница повикува на реформи во правосудството и имплементација на извештајот на оценската мисија, што влезе во судскиот совет по скандалите што го тресеа со месеци. За сега извештајот и препораките за реформи на оценската мисија не и се познати на јавноста. Апелите од представниците на Европската унија во земјава очигледно не допираат до челниците во судството и покрај предупредувањата и апелите, антикорупцијска пред 2 дена регистрираше судир на интереси кај членови на судскиот и обвинителскиот совет.